Почнуваме со Да, се враќаме во студиото. Тука е, како што најавивме, професорот Атанас Козарев, универзитетски професор на Универзитетот МИТ, моментално предава. Професоре, добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов и посакувам успешен работен ден. Ние најавивме тука дека ќе разговараме за правото, за правната држава, за сето оно што се случува во тој сегмент, се разбира, сме разговарале на овие теми и порано некако цело време се надеваме дека ќе имаме некаков напредок и прогрес. Имаме спротиставени мислења дали е така или не е така, во ред ќе анализираме. Она што последно се случува е оставката на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Таа се случи откако во собранието беше донесен предлог за негова смена. Тој се реши да не ја чека собраниската расправа, сам да се повлече и околу таа приказна повторно имаме спротиставени ставови на власта и опозицијата. За опозицијата се работи за очигледен политички притисок врз обвинителството и правосудниот систем, за власта се работи за едноставно за лошо работење на јавниот обвинител. Еве како за вовед во разговорот, како гледате на таа тема? Па добро, јас ќе се обратам пред македонската јавност како професор, како експерт, не навлегувајќи во некои политички води, затоа што сметам дека со тоа би го загрозил својот интегритет. Навистина, прашањето за носителот, титуларот на позицијата јавен обвинител на Република Северна Македонија беше актуелно се до оставката на господинот Љупчо Коцевски, деновиве и со тоа практично се сметаше дека на еден начин ќе се отвори процес кој што ќе овозможи избор на нов јавен обвинител со сосема поинакви критериуми и така натаму. Јас лично сметам дека актуелната состојба во областа на судството и во јавното обвинителство има своја генеза. Таа генеза практично некаде ја поврзувам со 1996 година, кога во нашата држава се спроведе еден генерален реизбор на судиите во нашата држава. Тоа е една фамозна бројка од 800 и повеќе судии, кои што нашето собрание ги избра и со тоа има возможи траен мандат. Следната година, 1997 година, исто така се спроведе генерален реизбор на јавни обвинители, кој што исто така на кој што исто така им беше загарантиран траен мандат. Значи, трајниот мандат, кој што претходно не постоеше, се воведе со цел да се загарантира независноста на судството и обвинителството, да се заштити нивната позиција, а со цел тие да обезбедат многу поквалитетно правораздавање, брзо судење, со цел граѓаните да бидат задоволни од нивната работа. Паралелно со овие датуми би го поврзал и периодот 2005 година, исто така негде декември, кога се донесе уставниот амандман 27, кој практично се однесува на правниот статус и одговорноста на судиите. Со тоа практично се овозможи судијата да не може да одговара кривично за мислење дадено при носење на судска одлука, се обезбеди негова заштита од притвор, како и заштита од политичка партиципација. Овие вредности, цивилни вредности, универзални вредности, навистина декларативно кај нас како академска заедница, како професори, беа гаранција дека состојбите ќе тргнат кон подобро. Меѓутоа, како што течеше времето и покрај тоа што ние имплементиравме современи вредности во областа на правосудството, вредности кои што се среќаваат и во сите европски држави, во актуелниот момент се соочуваме со една ситуација кога довербата во правосудството од страна на граѓаните, но и од меѓународниот фактор е многу мала, односно над 90% е она недоверба која што во суштина раѓа сомнеш дека овие цивилни вредности кои што се имплементирани како во законите, така и во уставот, на еден начин не го дадат својот резултат. Сето тоа придонесе да се согледат во последно време и бројните забелешки и критики во однос на работата на правосудството и тоа како
од домашните фактори, така и од меѓународните фактори. За мене е многу битно мислењето на граѓаните, перцепцијата на граѓаните за состојбите во правосудството и за довербата во оние кои што одлучуваат за правата и интересите на граѓаните во судската постапка. Сите укажувања и забелешки јас би ги сублимирал во две точки. Прво, дека судството има многу низок степен на доверба, и второ, дека тој низок степен на доверба се поврзува со забелешката повторно на домашните и меѓународните фактори дека не се гони високата корупција. Високата корупција е системска корупција. Таа корупција е поврзана со делувањето на и функционирањето на системот во државата. Независно за кој период се работи, затоа не би сакал да поврзувам конкретни периоди, туку зборувам за еден општ период од независноста до денес. Практично колку еден човек, според мене, еден функционер е на повисока функција, сметам дека толку и може да биде и корупцијата повисока. Довербата на граѓаните и на меѓународните фактори не се цени според тоа колку ние како институции, мислам на јавното обвинителство и на правосудството, се занимаваат со случаеви на ниска и средна корупција. Напротив, таа корупција, таа доверба во борбата против корупцијата, според мене, ќе заекне тогаш кога ние ќе видиме спремност да се гони високата корупција, онака како што, например, тоа се случаите во Хрватска, каде што имаме и премиери во притвор, и министри во притвор, тоа е иста ситуацијата и во Босна, и така натаму. Сето тоа мислам дека се процеси кои што мора да се земат во предвид кога ќе се спроведе веќе почнати постапката за избор на јавен обвинител на Република Северна Македонија. Денес Советот на јавни обвинители секако ќе избере временски вршител, меѓутоа профилот на новиот јавен обвинител е прашање кое што ја окупира како стручната заедница, така и академската заедница, затоа што сите сме во исчекување дека навистина ќе се избере кадар кој што ќе ги задоволи оние критериуми кои што се многу важни за ефикасно водење на судските постапки. Ние, професоре Козарев, кога велите дека имаме потреба да гониме висока корупција, тоа е јасно така. Ние имавме еден таков орган кој пропадна спектакуларно, јас би кажал, тоа е СЈО, кој знаеме и како настана, после каков еден процес со една широка и силна поддршка од меѓународната заедница, и сето тоа го урниса на многу лош, недостоинствен начин, јас би кажал, и додека другите држави се уште постојат такви институции и во Албанија, и во Косово, и ги спомнавте вие, и во Хрватска, и во Босна и Херцеговина, специјални обвинителства, специјални судови. Кај нас тоа пропадна. Зошто сме ние толку специфични, професоре Козарев? Како можеше само кај нас тој процес така да пропадне и повторно да се сведеме на еве истиве приказни дилеми, дали имаме ние добро правосудство или немаме? Одговорот е многу краток и јасен. Тоа значи многу широко влијание политичко и партиско пред се од самиот момент на избор на суди и обвинители. Знаете дека во изминатиот период од независноста до денес постои едно мислење дека изборот на судиите, на обвинителите, па и на другите функционери претходно се верификува во определени партиски канцеларии, каде што претходно се удира партискиот печат, а понатаму се оди кон формално гласање во рамките на институциите кои што ги бираат судиите и обвинителите. Ние бевме сведоци во минатото како поединци кои што се 10 на ранг листата и токму тие се бираат за суди и за обвинители, а некој што е прв со најдобри резултати, со сите критериуми кои што е потребно да ги исполнува, а ги исполнува, истиот не е избран за судија и јавен обвинител. Овие дискрециони овластувања се коруптивни овластувања, тие се штетни
И не е можно да критериумот, да резултатот кој што го постигнал еден судија во текот на својата работа или обвинител, да не биде единствен мериторен критериум за негово напредување, туку да тоа зависи од гласот на неколку членови на овие совети за суди и јавни обвинители, кои што практично доаѓаат од одредени политички естаблишменти, кои што се задолжени да ги спроведуваат нивните процеси. Сметам дека ова влијание, поготово на извршната власт, во делот на, како највисок партиски експонент во делот на правосудството, во многу влие врз градењето на перцепцијата на граѓаните во однос на довербата за работата на судиите и обвинителите. При тоа не би сакал тука да глорификувам и да таа перцепција кажам дека се однесува и сметам дека се однесува на сите суди и обвинители. Затоа и кога се работи за оценката, сметам дека во секој случај тука треба да имаме конкретизација. Многу е лошо за една држава кога сите ќе се стават во тој процент од 2 во однос на довербата во судството и во јавното обвинителство, туку напротив сметам дека огромен број на суди и обвинители во текот на нивната работа посветуваат сериозно внимание за тоа како го применуваат законот, како ги заштитуваат слободите и правата на граѓаните, и навистина сметам дека тие поединци, тие квалитетни суди и обвинители неосновано ја носат етикетата која што се лепи на целокупното судство и на целокупното обвинителство. Според мене се е во прашање на критериумите, прашање кое што навистина мора да се изостри, и тој критериум мора да биде единствената основа за некој да биде избран за судија или за јавен обвинител, или да биде на еден начин унапреден во повисоко ниво во таа хиерархија правосудна и обвинителска. Професоре, еве вака да ве прашам. Ми се чини дека да, тука имаме една борба помеѓу власта и опозицијата кои си ги менуваат улогите во тоа во зависност која е власт и која е опозиција, и отприлика пораките се исти кога некој е во опозиција и кога е власт. Нема да навлегуваме во тоа, но ми се чини дека и голем број од граѓаните со едно, да речеме, со една доза на резерва гледаат кога премиерот ќе каже новиот обвинител мора да биде професионалец и да се бори за правда. Мислам, тоа е така во основа, така би требало да биде, но има доза на резерва кога тоа доаѓа од уста на политичар, од било кој политичар, се разбира. Сега е овој актуелен премиер, пред тоа беше друг. Некако не веруваат дека кога политичарите ќе кажат такво нешто, дека навистина искрено го мислат. Повеќе мислат дека секогаш се работи за обид за контрола на тие правосудни инстанции, отколку за реална заложба за нивна независност. Моето мислење се надоврзува на мислењето на амбасадорката Агелер пред 2-3 дена кој го изнесе во медиумите, дека навистина некои процеси имаат и позитивна димензија. И мислам дека тоа влијание странско, дипломатско и така натаму може да ги отрезни, да ги освести носителите на извршната власт дека треба да вложат многу во тоа кој профил на јавен обвинител ќе биде избран. Нормално дека овие процеси имаат политичко руво, дека тие се обоени политички затоа што сепак изборот на јавен обвинител го врши парламентот. Парламентот е институција каде што граѓаните го пренесуваат својот суверенитет, пратениците одлучуваат во името на граѓаните, и мислам дека во тој контекст самите пратеници со тек на време, гледајќи колку се негативни извештаите во овој дел од страна на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија од година во година, јас верувам дека овој пат навистина изборовите на премиерот, меѓутоа и на меѓународните фактори, ќе придонесат да бидат внимателни околу предлогот кој што ќе биде доставен и конкретно кој ќе биде избран за
јавен обвинител на Република Северна Македонија. Секој дека тука голема улога има и Советот на јавни обвинители, кој што е совет во кој што членуваат пред се членови кои што се избрани во претходниот состав на владата, и очекувам да покажат едно повисоко ниво на култура, повисоко ниво на оценување на нивната работа, со цел да изберат навистина кадар кој што конечно ќе ги отвори вратите кон јакнење на довербата на граѓаните во јавно-обвинителската позиција. Тука можам да дадам некои сугестии во делот на самите конкурси кои што ги објавува Советот на јавни обвинители. Пред известно време го анализирав последниот конкурс за избор на јавен обвинител на Скопското јавно обвинителство и навистина некои работи треба да се променат. Во тој конкурс се бара јавниот кандидатот за кој што ќе аплицира за јавен обвинител на Скопското јавно обвинителство да има 6 години работен стаж во јавното обвинителство, да биде деловно способен, да донесе потврда дека има 6 години за работен стаж во тоа јавно обвинителство, и меѓу другото се бара кандидатот да достави диплома и уверение за завршен правен факултет. Овие работи формални сметам дека се последното барање, дека е непотребно затоа што тој не може да има 6 години работен стаж ако нема завршено правен факултет. Со тоа со самата таа постапка ја обременуваат со обезбедување на документи кои што се познати, ги има во досието на секој јавен обвинител и се претпоставува дека тој јавен обвинител кој што ќе аплицира и кој што ќе донесе потврда дека има 6 години работен стаж, дека тој има завршено правен факултет, дека има уверение за правен факултет, диплома за правен факултет, така да некои работи мора да се променат и во самиот конкурс кога се бира јавен обвинител со цел да се внесат некои други критериуми кои што ќе зборуваат многу повеќе за тој јавен обвинител. Во смисла, процент во последните 5 години, колку предмети, колку обвинени од тој јавен обвинител, независно дали се работи за обвинителен акт, обвинителен предлог и така натаму, се одбиени, се отфрлени, а колку од нив се завршени со осудителна пресуда и така натаму. Оценката за работата на еден јавен обвинител од аспект на неговата успешност на одбрана на обвинителните акти, според мене треба да биде круцијален критериум кој што на вистина, кој ќе се прикаже во јавноста, неговата работа, успехот во неговата работа, бројот на решени случаеви ќе овозможи на вистина да се отпочне процесот со кој што самите граѓани преку оваа транспарентност ќе имаат на увид за каква личност станува збор. Ние, кога се бира јавен обвинител, освен овие услови и позитивна оценка, меѓутоа таа позитивна оценка за работата на јавен обвинител е една абстрактна категорија за граѓаните. Напротив, сметам дека мора да заживе ова правна статистика во работата на јавните обвинителства и на еден транспарентен начин точно да се прикаже процентуалната успешност на секој јавен обвинител. Добро, професоре, дали мислите дека можеби треба да се пристапи кон уште порадикално решение на целосна измена на начин на избор на јавен обвинител? Бидејќи, знаете како, се сведува на тоа, доколку се бира во собранието, го бира мнозинството, доколку го бира мнозинството, знаеме дека тоа е актуелната власт, која и да е во тој момент, и секогаш оставаме еден простор за политички влијанија, или со други зборови дека власта ќе го избере подобниот јавен обвинител, оној кој одговара во даден момент. Имаме примери од други земји, дали е тоа од Соединетите Американски држави или други, каде што обвинителите се бираат и на избори, на директни избори од граѓаните. Мислите ли, или некој трет начин, или хибрид, или не знам, вие ги знаете моделите, дали можеби би требале целосно да го смениме начинот на избор на јавен обвинител? Се работи за различен модел на организација на државната власт, тоа е основно прашање во уставното право. Во нашиот систем постои демократски елементи, например, постои
вклученост на јавните обвинители кога се бира, например, јавен обвинител на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, кога гласат јавните обвинители. Или, например, кога се бира член на совет на суди од определено апелационо подречје и тој член го бираат судиите од тоа апелационо подречје. И таа постапка е демократска. Значи, тие се вклучени директно. Меѓутоа, јавниот обвинител на државата, согласно нашите закони, се бира на начин на кој што се бира, значи се распишува конкурс и не знам, вие може да имате најбрилијантен модел теоретски, меѓутоа како тоа во практиката ќе се имплементира е многу позначајно, сложено и по-проблематично прашање, затоа што треба се даде извесен период на новиот јавен обвинител да се адаптира, да се прилагоди. Нормално неговата карактеристика, биографија треба да биде транспарентна, да се види да не се работи за јавен обвинител кој што во претходните години бил многу лесен приврзок на извршната власт, на одредени министри за внатрешни работи и така натаму, туку напротив, сите овие елементи и целокупната ова негова биографија, според мене, потребно е да биде јавно достапна за граѓаните. Јавното обвинителство објавува секојдневно за сите активности кои што ги превзема. Добро би било кандидатите кои што ќе аплицираат да им се овозможи нивните успеси досега, нивната кариера, која што е една сивена биографија, да биде на еден најтранспарентен начин објавена на веб-сајтот на јавното обвинителство и на вистина граѓаните што во фазата на постапката можат дури и да се произнесат, да дадат одредени сугестии, забелешки, за да не се случи во тој процес на прочистување, да одредени работи не бидат јавно кажени, а потоа граѓаните, иако знаејќи ги сите овие работи, да наоѓаат забелешки, понекогаш дури и правно немаат знаење, меѓутоа сепак знаат да критикуваат. Знаете што е проблем, професор, еве јас ако може да додадам во сегашниот избор, еве уште да симплифицираме уште повеќе, да речеме. Не знаеме кој ќе биде новиот јавен обвинител, ќе видиме кој дае, кој ќе биде. Еве доколку тој јавен обвинител се реши хипотетички да се работи работата најревностно, најнеутрално, најнезависно, ако се реши да гони случаи на висока корупција, без разлика дали се од актуелната власт или од некои други, едноставно се реши да се работи работата како што треба. Но над него секогаш виси тој дамоклов меч, дека може да биде сменет од политичкото мнозинство. И мислам дека тоа создава кај него секогаш една пречка, еден страв, дека доколку тргне предлабоко, во борбата со таа висока корупција, дека едноставно ќе биде сменет и толку ќе му заврши приказната. Да, тоа е вистина. Тоа е аномалија на моделот, мислам. Аномалија на моделот, меѓутоа таков е постоечкиот модел. Извршната власт треба да се дистанцира од тоа, како се нарекува, влијание врз работата на јавното обвинителство пред цел аспект на критиките кои што ги дава и мислењето, затоа што на вистина ќе се доведе во ситуација да секој јавен обвинител сакајќи да се задржи својата позиција и таа удобна фотелија во која што ќе седи, привилегиите, моќта кои што ги носи фотелијата на еден начин да биде по-мирен во однос на гонењето на високата корупција, а секако дека високата корупција е корупцијата која што е системска корупција и која што е многу битно за граѓаните да видат како нашето јавно обвинителство е подготвено за борба со таа висока корупција. Инаку противник сум на тезата секоја власт како што ќе дојде да има свој јавен обвинител, затоа што на тој начин колку е да е тој успешен, колку е да е тој правичен, сепак поврзаноста со одредени политички релации може да влие врз перцепцијата на граѓаните за неговото действување. Тоа е еден меч со двеоштрици. Ние сега од една страна би сакале да имаме јавен обвинител кој што на вистина ревносно ќе ја води својата битка против криминалот, не само корупцијата, целокупниот криминал. А од друга страна, сакаме тој јавен обвинител да биде заштитен од политичко влијание. Тоа не е можно.
Затоа што еве гледаме дека предлогот на владата за разрешување на јавен обвинител, кој што според тоа што таа го објави е издржан, е спротивно на мислењето на Советот на јавно обвинителство и покрај ова дискрепанца предлогот стигна до парламентот, меѓутоа јавен обвинител според некој негово размислување, една одржана пресконференција, си даде оставка неотповиклива и при тоа, внимавајте, во своето обраќање до јавноста изрази една реченица која што според мене е многу интересна од аспект на националните интереси. Тој рече дека неговото разрешување ќе влезе во новиот извештај за напредокот на Република Северна Македонија, кој што го изготвува Европската комисија секоја година за 25-26 година. Мислам дека кога се во прашање националните интереси, мора да постои единство. Се дека не постои тоа единство, независно дали колку се различни позицијата и опозицијата, ние нема да имаме напредок во државата, нема да имаме напредок на нито едно поле. Затоа, во однос на националните интереси, мора да постои одредена комуникација и да се знае ова е наш дефиниран национален интерес. И ние, независно дали сме опозиција или власт, ние мора да работиме за тој национален интерес, затоа што само така Македонија може да зачекори во делот на Европската Унија, може да зачекори кон еден цивилизиран, развиен свет, свет во кој што ние нема да го полниме со наши кадри кои што ги заменуваат од државата, туку напротив, ќе ги задржиме тука нашите млади кадри, бидејќи сите тие ќе знаат дека кога е во прашање националниот интерес, тука не треба да имаме никакви противречности. Добро, еве вака пред да преминеме на другите актуелни теми кои не се однесуваат на правосудството, чисто да ја заокружиме темата, Кусо, што мислите вие, какви правосудни реформи ни се ургентно потребни? Бидејќи константно зборуваме, еве, правосудни реформи, па имаме разни идеи, од ветинг на суди, па до некакви други форми. Што мислите вие дека не е најургентно да се направи сега? За ова прашање сме зборувале неколку пати во вашата емисија и како тоа што се не би сакал да бидам погрешно сватен, меѓутоа сето тоа што сме го констатирале, тоа и се реализирало. Правосудните реформи во нашата држава сега се интензивирани, поготово со реформската агенда. Сега ги чекаме новите за кривичниот закон, закон за кривична постапка, сите тие измени кои што се во рамките на Министерство за правда и кои што се работат интензивно. Во тој контекст би посочил дека една од таа реформа е и реформата во областа на секторот на вештачење. Никој тоа не го потенцира како успех на Министерството за правда и пред се на голем успех на министерот Филков, затоа што ова година се конституира Комората за вештаци. Тоа беше огромна забелешка на ОПСЕ. Се формираат телата на Комората, се овозможи Комората за вештачење како многу важен дел од тој правосуден мозаик да профункционира, бидејќи вештаците во суштина се тие кои што во многу влијаат врз начинот на носење на правосудните одлуки. Според мене, ова е една доста добра работа која што се заврши, исто така и во делот на другите активности кои се преземат, поточно тука би потенцирали во делот на извршувањето на санкциите. Доста промени позитивни има, меѓутоа сите овие работи потребно е многу посилно медиумски да бидат реализирани и објаснети со цел да се види на вистина ефективноста и ефектот од функционирањето на Министерството за правда. Бидејќи бе вклучен во дел од овие процеси, слободно би можел да кажам дека министерот Филков навистина вложи доста активитет за овие процеси и навистина се овозможи се формира една комора за вештаци која што функционира безпрекорно со доста цивилизирани вредности и активности, имајќи во предвид дека претходно 10 години ова комора не постоеше. Потоа се формира една комора за вештаци која што не се регистрира затоа што
навистина политичкото влијание беше многу силно. Така, например, бевме доведени во ситуација, јас како дел од работната група, например, да погледам на списокот за раководител на едно одделение да биде назначен заменик министар за здравство. Нешто што е небулоза, заменик министар за здравство да биде раководител на комора на професионално одделение во комора, и добро што тој проект згасна, не се регистрира, туку оваа година навистина преку една квалитетна работа и високи пофалби за работата на Министерството за правда и пред раководена од страна на министрот Филков, се создаде основа за успешно функционирање на комората за вештаци, но и на други активности, и сметам дека во тој дел досега нито еден од последните 5 министри не даде конкретен прилог како што тоа го направи министрот Филков, и тоа е навистина за поздравување колку еден толку сложен процес се истера до крај, да можеме ние како вештаци да имаме институционален дизајн, да имаме регулатива која што навистина ќе придонесе кон квалитетна работа во областа на вештачењето. Да, добро. Еве, полека да навлеземе во вториот дел од емисијата и во актуалните, да речеме, политички теми, но еве има уште една работа која на некој начин поврзана и со корупцијата. Тоа е вчерашна вест дека Државната комисија за спречување на корупција констатира непочитување на врската за пријавување имотна состојба на 35 поранешни и 19 новоизбрани градоначалници. Како го коментирате ова? Па ова го коментирам како една вест која што се поврзува со новото назначување на новиот претседател на оваа комисија, да покаже еден активитет, дека тоа се случило, сепак тој бил и претходно таму, меѓутоа овие функционери имале можност и претходно да ги утврдат овие неправилности. Секако дека сите овие градоначалници и функционери потекнуваат од определени политички партии. Тоа е политичко прашање и сега секоја партија, доколку мисли на својот интегритет и јакнење на своите капацитети, како и довербата од страна на граѓаните, моје мислење е дека во рамките на политичките партии треба се разговара зошто тоа не го направиле, да се повика дури на некаква партиска одговорност, а секако и Државната комисија за спречување на корупција ригорозно да ги преземе сите мерки и активности за нивно казнување со цел на еден начин, како ние тоа го велиме во криминологијата, преку репресија да се делува превентивно на идните градоначалници да бидат многу повеќе одговорни во однос на прашањето за пријавување на својот имот. Тука би ја вклучил и финансова полиција да утврди дали постои некоја разлика во имотот кој што го имале пред стапување на функција и после завршување на мандатот или потпочнување на нов мандат, и тоа да се направи на транспарентен начин, и сметам дека само на тој начин ќе се прикаже кај јавноста една ситуација која е вистинската причина зашто тие не го направиле. Одговорност мора да има, и прашањето на одговорноста е демократско прашање. Само одговорни и отчетни институции можат да ја гарантираат правната држава. Корупцијата не ја гарантира правната држава. Таму каде што има корупција, таму нема напредок, таму нема развој. Затоа ова се работи кои што навистина би требало Државната комисија за спречување на корупција да ги реализира многу брзо, не само со јавно објавување пред телевизии, пред медиумите, туку веднаш да стапи во контакт со финансова полиција и веднаш сите овие случаеви на непријавување да се истражат од аспект на тоа дали имаме зголемување на имотот или немаме, и секако секој градоначалник или функционер кој што навистина не го пополни својот анкетен лист да биде казнен согласно законот и јавно да објасни зошто тоа не го направил. Професоре, сега гледаме дека е актуелна темата за тоа дали ние во државата ќе имаме мигранти или ќе немаме мигранти. Тие од Велика Британија, а се зборува и за други мигранти. Тема која се циклично ми се чини повторува, бидејќи пред не знам колку, пред 7-8 години, кога беше 17-18
отприлика имавме иста тема, но тогаш партиите беа во обратна улога. Тогаш ВМРО-ДПМН собираше потписи против наводно населување на мигранти, СДСМ беше на власт, сега е обратно. Сега СДСМ собира потписи против наводно населување на мигранти, а ВМРО-ДПМН е на власт. Како гледате на оваа тема? Па и оваа тема исто би ја вклопил во делот на нашите национални интереси, односите со нашите стратешки партнери. Прашањето со мигрантите е многу актуелно. Ние живееме во светот на постоење на мигранти. Нашата држава е една транзициона рута каде што транзитираат мигрантите. Меѓутоа, мигрантите како појава не имаат интерес да останат во нашата држава. Нивната цел е да заминат во европските држави. Во тој контекст би кажал на одредени факти, а тоа е дека пред неколку дена 27 земји членки на Советот на Европа потпишаат декларација со која што бараат да се измени Европската конвенција за човекови права во делот на депортација на мигранти. Тоа е едната работа. Понатаму би спомнал дека одредени информации од одредени новинарски кругови во Велика Британија пролиферува информација за постоење на некој пакет за депортирање на мигранти од Велика Британија, пред се од некои земји како што Еритреја и така натаму, но се залага, таму постојано залагање дури за поширок пакет, не само план, туку за поширок пакет, и тоа поширок од оној кој што го има конзервативците во Велика Британија, кога се работеше за депортација на мигранти од Руанда, пакет кој што ќе овозможи одредени финансиски надокнади за државите каде што би отишле тие мигранти. Според она што тоа е на едно глобално и европско ниво како фактичка ситуација. Нашата држава генерално е сериозна држава која што е потписник на меѓународните конвенции во оваа област и нашата држава, за да ги заштити своите национални интереси во безбедносната сфера, остварува контакти, комуникации со меѓународните стратешки партнери со цел да се разменуваат информации за одредени случаеви на криумчарење на мигранти, како да се справиме со борбата со мигрантите кои што илегално транзитират на нашата држава и така натаму. Тука се одредени и пошироки безбедносни прашања, како што е, например, прашањето поврзано со тероризмот, радикализмот и така натаму. И во тој контекст би кажал дека ние како држава имаме сериозна, солидна основа за постапување со ова проблематика пред се институционално. Тука не е Агенцијата за национална безбедност, која што функционира безпрекорно. Тука е регулативата, националната и меѓународната регулатива. Со оглед на тоа што ова прашање сега доби политичка димензија, која што секојдневно се експлоатира, сметам дека потребно е да имаме сериозни индикатори за тоа дали навистина тоа би се случувало и покрај тоа што ние знаеме дека каналите за криумчарење функционираат и сега. Не мора Велика Британија нас да ни прати мигранти. Тие се функционираат. Да, постојат, ние секојдневно, не ги знаеме кои се. Ние секојдневно сме сведоци дека обвинителството на таа релација реализира случај на фаќање на криумчарени мигранти, комбе, во камиони, така натаму. Значи, нашата држава има центри кај што тие се прифаќаат се до нивното понатамошно спроведување и така натаму. Сега, со ова што се релиферува во јавност, да се оди кон тоа да овие мигранти останат во нашата држава со цел да можат тука да бидат работно ангажирани и во некои медиуми и добив информација дека тие може да стекнат право на азил, тие може да добијат работна дозвола, меѓутоа и слободно се движат, значи да ја напуштат државата. Колку и да дојдат, како и да дојдат, доколку им е гарантирано слободно движење и напуштање на нашата држава, тие нема да седат тука. Еве, сега да ви кажам, јас сум по потекло од Струмица и во Струмица има
работна сила кој што доаѓа од Пакистан и од други држави. Тие седат месец, два, тие сите имаат мобилни телефони, интернет и така натаму, комплетна информираност, се до даден момент кога и самиот работодавец кој што ги ангажирал, кој што платил за нив, тука преку ног ги снемува, значи ја напуштат нашата држава. Интересот на мигрантите е поширок од некој друг интерес. Именно нивната цел е да заминат до европските држави со цел да имат поголема перспектива. Да, и еве кога зборуваме за тоа, за таа перспектива, тука и перспективата на државата, гледаме дека Европската унија се менува во последно време на некој начин, а ние сме аспиранти, сакаме тамо да влеземе. Гледаме, професоре, дека на тој план исто така ништо не се случува отприлика. Можеме да констатираме, еве премиерот Мицкоски беше во Брисел, изјавата која ја видов вчера беше дека ние ќе работиме на тоа граѓаните да станат дел од европското семејство, без изнесување на детали што е тоа што ќе се работи. Од друга страна, гледаме дека пораките пак кои доаѓаат од Брисел се едни, константни, не се менуваат, а тие си ги знаете вашите обврски, завршете ги и ќе продолжат преговорите. А обврските се знае, менување на уставот и ставање на бугарите. Како да сме заглавени, ми се чини, тука во тоа прашање? Во однос на тоа прашање, тоа веќе поширок контекст има. Сепак сметам дека после нова година се очекуваат одредени измени. Очекувам да има и други ветришта, затоа што стоењето во место не е добро за никој, не е добро за младите. Младите наши се иселуваат. Одредени прашања сметам дека треба да се решат и со поддршка на самата Европска унија. Прашањето за гаранции кои што ги бара нашата држава е прашање кое што е реално, меѓутоа за мене ниту една гаранција не е гаранција сигурна од аспект на тоа колку тие гаранции ќе значат газење на нашиот национален идентитет, на нашите национални интереси и така натаму. Сметам дека она што ние многу повеќе треба да работиме на полето, на јакнењето на нашите институции, на департизацијата на нашите институции, на деполитизацијата на нашите институции. Сето тоа би требало да се одвива на еден начин на кој што на вистина ќе покажеме дека наш национален интерес е борбата против корупцијата, наш национален интерес е да имаме кредибилни институции во таа борба, наш национален интерес е младите да бидат задржани во нашата држава. Малку неспецифично е да нашите млади секојдневно не напуштат нашата држава, а ние да увезуваме работна сила од други држави кои што ќе функционираат тука кај нас. Тоа во економијата некој се објаснува како феномен на празни гнезда, кога младите луѓе ги напуштаат домовите, заминуваат некаде по белиот свет, а остануваат само родителите сами тука и на тој начин нашата економија се слабее. По исто така прашањето во Европската унија, според мене е прашање за влез на нашата држава Европската унија, прашање кое што на еден начин е врвен национален интерес, за тоа постојат и лјадници, магистарски, докторати и така натаму, но сметам дека треба да се најде исто компромисно решение, да не живееме во еден свет на страв, дека ако денеска нешто направиме, утре може друго да не се случи. Што и да се одлучува, треба да биде во интерес на младите, во интерес на едината нова држава и секако да се придонесе кон јакнење на капацитетите на нашите институции. А на надворешно политички план, прашањето со Бугарија, тоа секако дека ќе се решава, затоа што ние сме поврзани со Бугарија, со бизниси, фамилиарни релации, мешани бракови и така натаму. И сметам дека на тоа поле треба многу да се работи, да се градат добри односи, дури ако се тие прекинати, да се најде механизми. Верувам во капацитетот на носителите на политичката власт дека сепак ќе смогнат сили да се решава и тоа прашање, се со цел за доброто на Македонија и за доброто на младите. Да, но не гледаме, еве пред самиот крај, вие велите дека се надевате дека ќе дојде до некакво решение или до откочување на процесот, да кажеме, но
ние не гледаме дека нешто се случува. Можеби зад кулисите, зад завесите имаме одредени процеси. Еве имавме и таа една изјава од амбасадорката Агилар дека таа, како што рече, е сигурна дека се работи на тоа прашање, но ние барем не гледаме дека нешто се работи. Па добро, затоа што моментално веројатно нема решение, па не гледаме, меѓутоа дипломатијата не е јавна работа. Дипломатијата е работа која што многу повеќе се одвива зад затворени врати и во тој контекст нашите стратешки партнери, Соединетите Американски држави, кои што навистина гајат многу добри релации, блиски релации со владата, очекувам да со нивната моќ, со нивното влијание да се реши и ова прашање, затоа што во моментот имаме уште поголеми жаришта во светот, како што на пример војната во Украина, ситуацијата во Израел, Палестина, Газа и така натаму. Постојат одредени приоритети, но очекувам да сепак ова биде наша задача, ние тоа да си го решиме на начин на кој што на вистина ќе покажеме дека имаме разбирање за различностите, имаме разбирање за другиот, но при тоа го почитуваме и нашиот национален интерес. Да. Добро. Професоре, ви благодарам за ова гостување. Исто и на вас ви посакам среќни празници. Ова година завршивме доста убаво. Во тој контекст би сакал да ги поздравам сите мои колеги од МИТ универзитет, собственичката Билјана Апостолова, сите членови на Асоциацијата за корпоративна и дигитална безбедност, нашите колеги во земјата и во странство, и следната година на вистина да биде година со која што ние практично ќе придонесеме кон подобар развој на нашата држава. Да, ве молам, еве, само да го искористиме и тоа, бидејќи го имавме и тоа во сценарио. Една минута, правната клиника на правниот факултет. На правниот факултет. Значи, правната клиника на Факултетот за правни науки, меѓународна дипломатија е клиника која што е основана согласно Законот за бесплатна правна помош. Правната клиника е многу важна за неколку аспекти. Прво, граѓаните да може да добиваат бесплатна правна помош во рамките на нивните судски постапки кои што ги водат или кои што се завршени. Второ ниво е нашите студенти ќе имат можноста да бидат вклучени во практична настава во рамките на таа правна клиника во делот на анализа на рес јудиката, пресудени случаеви, да дават, да може да следат како течеле судските постапки и секако во делот на организирање на настани кои што подразбират конференции, работилници, се со цел јакнење на капацитетите на Факултетот за правни науки, меѓународна дипломатија. Веќе имаме јавување од граѓани кои се оштетени од судски постапки, граѓани кои што се незадоволни од одредени судски постапувања. Нашите експертски тимови ги разгледуваат и се надам дека после нова година дел од нив преку вашиот ценет медиум со кој што имаме најдобра соработка ќе ги презентираме во јавноста, а со цел да го отвориме прашањето за одговорноста и отчетноста на судиите кои што ги водат овие предмети. Да. Добро, професоре, ви благодарам уште еднаш. Исто и на вас. И со ова гостување на професорот Атанас Козарев го завршуваме и ова Студио 10, почитувани. Ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.